На седница на кризниот штаб, со која претседавал министерот за внатрешни работи, присуствувал и директорот на ЦУК, донеле заклучоци и мерки за состојбата во Гостивар. Односно, армијата на Македонија ги става во приправност двете цистерни за дистрибуција на техничка вода, кои ќе бидат ангажирани доколку главниот штаб процени дека е потребно. СОЗР ќе продолжи со дистрибуција на вода за пиење. Апелираат сите граѓани на Гостивар доследно да ги почитуваат препораките на надлежните институции и да ги следат официјалните информации што ќе бидат објавувани во текот на денот. Граѓаните се повикуваат строго да ги почитуваат препораките на надлежните институции и до понатамошно известување да не ја користат водата од водоводната мрежа. Главниот штаб задолжи општина Гостивар итно да предложи локации и контакт лица за воспоставување пунктови за дотурна техничка вода за објектите од витално значење. Истовремено, Институтот за јавно здравје, Јавното претпријатие Водовод Скопје и Агенцијата за храна и ветеринарство ќе продолжат со засилени теренски испитувања на квалитетот на водата, а резултатите редовно ќе ги доставуваат до главниот штаб при Центарот за управување со кризи. Министерот за здравство верува дека здравствената состојба е под контрола. Сега фокусот е Гостиварскиот водовод да се стави во употреба. Потенцира дека ваквата ситуација во Гостивар не се појавува првпат, но апелира да биде последен пат. Од вчерашната информација дека имавме околу 290 пациенти со прв контакт со доктор, денеска се 190 пациенти, значи имаме намалување натамошно и тоа е веќе значајно намалување од врвот во саботата кој имаше над или околу 600 пациенти. Ние продолжуваме со поддршка на сите епидемиолошки активности неопходни да се утврди хронологијата на настаните. Вчера судот го прифати предлогот на обвинителството и определи 30-дневен притвор за Артана Асани, Леон Урадини, Вадеден Дервиши, под сомнение дека сториле кривично дело, тешки дела против животната средина и природата предизвикани со дејствие на загадување на вода за пиење. За вакво кривично дело законот предвидува минимум 4 години казна затвор. На вчерашниот брифинг во Гостиварското обвинителство, обвинителот Хазби Сеини посочи, ако во понатамошниот тек на истрагата се утврдат докази кои укажуваат на сомнежи, истрагата ќе се прошири.